Добре дојдовте во Диетално максимално. Да, клапата е тука подготвена и денеска стартуваме со уште една нова, убава, забавна емисија. Наш гостин е Јоце Панов. Разбивач. Јоце, добре ни дојде. Добро ве најдов. Во еден поинаков амбиент, во женско друштво. Се надевам дека ќе ти биде пријатно. Многу пријатно и ме вративте на детството, на истина. Така беше моето детство. Детството со многу жени или на детството со... Да, и многу жени. Веќе самците намести со одговорот. Комплетно. Ама искрено во тоа време кога бев дете, ова беше наистина луксус, билиард, флипери, знаат тие генерации. И едве чекавме да имаме 10-20 денари да купиме жетонче, да ставиме, да играме со другарите и наистина се вративме на тие убави детски моменти. Или на билјард и на флипери имало и девојчиња, така? Секогаш па фраери бевме, тие навиваат тамо кој ќе победи. Тоа е тоа. Јоце беше фраер уште во Милениум кога пееше пред 20 години. Да. Значи, наистина. Добри години, нели? Добри. Има нема објаснување едно, сега бидејќи Марија веднаш се вклучи. Ако спасен беше изборот на Бети, така? Некако одиме со жилбите на екипата на максимално постојано, така? Кој си изразил желби? Марија беше таа која што одбра дека Јоце треба да го поканиме да не биде гостин во Диетално максимално. Да знаеш. Ајде сега Марија кажи која песна ти било милена од оние песни кои што ги изведувал Јоце, затоа што најмногу си била присутна. Музика, значи, на време. И се уште пее, да знаеш. Уште пее. Добро. И кога ќе застанеше, значи, многу добра атмосфера правеше. Добре, Кога да. ќе влезе, Уште прави? Милениум работеше ноќно време. Од 12 навечер до 6 за бајле, значи не престануваше да пее. Во 6 излегувавме наистина од дискотека и убави времиња беа. Штета што не постојат веќе такви моменти, зборувам за ноќни клубови, повеќе е фокусирано на ресторани, луѓето сакат повеќе да сечат и да уживаат малку, ама Не знам колку знаат младиве сега у такво. да, и навистина се убави моменти, сега Милинове месара може да се јадеме таму, така да. Убаво во Диетално максимално. Па добро, протеини треба, како да кажем, нели? Така. Јоце, кога последен пат си играл билјард? Па, знам да играм, се последен пат, можеби не е многу скоро, година-две сигурно има, ама некогаш кога ќе се најдам во некое друштво каде што особено сега многу повеќе играм билјард кај пријатели што имаат така убави викендици, така малку пораскошни викендици, имаат билјард, таму и повеќе така по приватно играме билјард, играме снукер доста, тоа е еден вид на билјард, само друга игра, снукер, и тие моменти кога играм, ама инаку не сум заборил дефинитивно. Од детство ми остана. Браво. Еми, вака те гледа се и сигурно каква последен пат се вишбал, тоа кажи ми. И погледни го ставот, види. Знам што сака да прашаш. Очите мои дека се познава што сакам да кажам. Кога Апсолутно. последен пат си вежбал? Билјард? Не билјард. А кога сум вежбал? Остави, не ми збори. Не знам кога последен пат велев од утре почнувам. Пошто знам дека често посетуваш туше. еден наш познат ресторан и дека често си гостин, иако собствениците ти се пријатели. И треба малку повеќе да се ангажираш. Добро, понараме ке ми даваат само диетално, така да затоа не. Сепак, значи треба да почнеш да вежбаш. Треба да почнем. Сериозно треба да почнем и ова навистина е уште еден аларм дека треба да вежбам. Секој ден сум со тоа, не знам зошто ме фати. Јас сум инаку бивши фудбалер, тренирав фудбал 10 години во Брегалница, во Штип. Не сум човек што е некако мрзелив, ама не знам зошто. Сега Ова не е случајно, може што сме те поканиле. не е случајно ништо не е случајно и тоа е аларм дека ќе почнам и ветувам дека следна емисија со коцки ќе видам. Не мораш со коцки, ама барам да се малку подстегнеш. Ќе се сегнам, ветувам. Не мора многу билдерски вака да изгледаш, ама... Не, и не сакам, знаеш зашто, страфим да ми нарачаат песна, после останувам без бакшиш. Да, може и мажите од страна, нели, да не ги пуштаат жените повеќе на своите свирки. Па, добро, тоа не е до многу скулите, многу не е, тоа е сепак до музиката е. Бу кажа. Имаш ли некоја милена вежба? Ева порано кога си вежбал. За теретана или општо? Општо. Па, омилена вежба беше бенч искрено.
тоа ми е омилено и затоа можеби овој дел некако ми е најнеомилена ми била раце, бицепс, трицепс и затоа се некако по слаби рацеве, ама па кога ќе сватам дека кошуливе се сите некако дека и на пријатели што се били гледам по мерка им ги прават вака овде толкави. Така да мислам дека сакам да имам некој атлетско тело, никош не сум се стремел кон многу билдерско или многу големо тело, ама убаво го кажа тоа треба секој ден физичка активност пред се ради здравие, а после и ради изглед. Кажа дека диетално се грижат за тебе, но дали ти дома се грижиш диетално за себе? Се грижа. Мислам дека да, па не би бил ваков со мојата не физичка активност. Добро, јас јадам многу, ама не се дебелям, ама затоа вежбам секој ден и трошам. Добро, ама ти јадеш убаво од специјални кувари, така да знам. Имам дом, има среќа VIP. Знам. Знае кој готви, знае како е готви, но колку ти готвиш? Јас па готвам, да, знам да си направам јајца, тоа ми е омилено. Јајца ми е омилено затоа што Зашто најлесно? и најлесно и најпротеинско е некако и ете се цело време одам по сите села барам домашни, навистина домашни јајца. Пошто сите денес велат дека се домашни, ама ретко навистина кои се и тоа ми е ете како да кажам омилен дел од храната. Сам шејкови да си правам наутро, тие ми се брзи некако да ставам. Како смути, така Како направено? смути, да. Добре, што ставаш најчесто? Па ставав едно време, овој ми беше така, ама некако овој мислам дека почнав Го предегустира? Не, да го избегнувам некако, не знам, имам нешто што ми прави дување на стомак и не знам кои намирици се тие сега. Тоа мислам дека е до годините, затоа што еве јас многу години го конзумирав, долги години, но последниве да кажеме 5-6 и мене на пример ми смети. Знам што викаш и ти. Може би треба да е цело зрно, може би, ама многу ретко се наоѓа ове цело зрно. Да, и повеќето се овие, како да кажам, да, снегулки, мислам дека Преработки на... Ама тоа е така, банана, лешник, кекирики, нешто се става, значи протеинена доза, ете ако и тоа е здраво. Ако вежбам, кој сака да знае кажам. тоа колку е здраво и тие прашоци колку се здрави, кој знае всушност што внесуваме, ама сакам да си направам такви, особено шумското овошје ми е многу вкусно, многу сакам. Боровинки особено, кога имаете така планински да ми најдат убави, тој мирис навистина е кога ќе оставите во било каков шејк го обожавам. Доминантен и убав, така е навистина. Кога ги спомена јајцата и кога спомена дека барашни или силски квалитетни јајца, колку се ти од оние твои колеги кои пијат живо јајца наутро ради бојата на гласот, ради пиењето? Уф, не, практикуваш такво ништо? Не верувам многу. Никако помислив на тоа дека... дека... Многу ми е гадно, не можам да. Живо јајце, не знам колку е навистина тоа за грдо, ако не се наспиеш добро, можеш цела фарма да испиеш џабе ти. Дефинитивно сум сватил дека гласот бара само сон, многу сон и нормално вежбање, правилно пеење. Точно. Вака сега, да не пита сега дека само зборуваме или за спортов и го гледаме билјартот пред нас. Ке треба ти да ги разбиеш Добро. кета куглите од билјард. Добро. А вие ќе треба да се договорите која боја како ќе Која прва топка ќе влезе, така е правилото, тие играат први. Значи дали полна или шарена од Вие договорете се шипнат, нека се шипнат меѓу себе, за да се договорат. Еве Ивана, ти биде представник од екипата на Максимално. Светла нека биде представник од екипата на Диетално. Тргнете се на страна, договорете се. Значи договорете се која е полна, која е шарена. Да. која ќе Може ли биде јас да го прашам, Јуце, имаш ли некаков ритуал пред настап? Ева, што кажа наутро, јадеш смути... Да, пред настап зависи сега, бидејќи има многу настапи кога ми се концерти, кој е концерт да кажеме, тогаш имам ритуали затоа што ми е многу важно, значи концерт е сепак не е секојдневно. Тогаш имам, повеќе се фокусирам на одмор неколку денови пред тоа, например, на распевање секој ден, не зборување, да кажеме, барем 24 часа пред концертот да имаш буквален мир, да не зборуваш, гласилките да се обноват целосно и тоа се некои
такви моменти кога се поважни настани, емисии што ми се важни, кај што треба да отпееш добро, а сите овие настапи што се тековни, секој петок, сабота, така што ги имам 2 до 3 неделно, тогаш немам некои специјални, да кажеме, што треба и... Кажуваш ли нешто пред да се качиш на бина? Или тие 5 минути пред да се качиш? Имаш некаков ритуал? Или како викаат некои фудбалери, ќе се прекрстат? Да, го имам јас тоа, јас секојаш го... Некој, не знам, нешто да допре, патика, не знам... Не, јас секојаш имам за било што ми се остварува во животот, затоа што многу работи од моето детство што сум ги замислувал ми се оствариле во животот, во кариерата и секојаш пред да излезам велам фала ти Боже за сето ова што навистина сум се молел и си ми овозможил да стасам до таму каде што сум сакал. Сите тие светски интернационални фестивали каде што сум бил, од ниеден фестивал не сум се вратил без награда. Тоа, да, тие, како да кажам, навистина големи успеси. Сум пеел навистина пред жири комисии како, не знам, Тото Котуњо, како Тина Тарнер, Ерос Рамазоти и да стоите пред такви луѓе да пеете, тоа е веќе и навистина се вратите со награда е навистина голем успех и како дете само сум замислувал еден ден дали ќе се најдам во такви или Будва, например, песма Медитерана, кога победи со Ти пеам песна 2009 година, например, Будва беше еден фестивал каде што можеш ги гледавте само најголемите звезди, се сеќавате песма Медитерана, тоа беше најголемите звезди од Југославија беа таму, значи тоа збиднува јас како дете се сеќавам на ТВ, онака, дете го гледав тој спектакл, тоа беше крај на мај, почеток јуни секојаш. Викам, само да бидеш таму да гледаш, а не да и првата година кога имав можност да појдов и победив и наистина и така и почна и тој детски сон се оствари. Тие се тие моменти што ви рекол и тако се таа благодарност кон Бога или кон кој во што верува, така луѓе веруваат во универзум, луѓе други веруваат во Бог, други веруваат во било што. Не само да го молиме Бога, него и да му благодариме. Благодарноста е уште поважна, туку ете, тие се можеби некој имам визуализација, тоа ми е многу. Но имам една идеја. Но пред да ги разбиеш куглите, бидејќи јас спомена Ти пеам песна, и онакава асоциацијата нели Јуце Панов Ти пеам песна, тоа е задолжително. Убаво ќе биде разбивање на куглеве со музика, нели? Да ни отпееш. Ајде. Ти пеам песна од срцево украдена за секогаш, да ме спомнуваш понекогаш. Ти пеам песна на времето подадена за секогаш, да се сеќаваш понекогаш. Не се ни трудев да те стасам во пење, пошто сум антиталент и онака си ќутам, вака во себе си ја пеам. Во себе, да. Можеш да видиме која екипа ќе стартува. Ајде. Знаеш што ми беше интересно? Прво почни. Па пута имам еден коментар. Опа. Полна е прва. Полна. Тие што сте полни. Максималцева почнуваат. Продолжувате со правата штека. Повели. Јуце спомена дека кога имаш некој значаен настап, дека ти се случува 24 часа да не изборуваш. Какво е тоа чувство? Значи му даѓа да ме го прашуваат. Јуце, дали сакаш кафе? Да, со мимики. Добро, тоа е. Што сакаш за ручек? Не смееш да допираш други топки. И не долу, на средина удираја. Белата гледа, така, на средина, браво. И не ги поместувај другите. Прв пат држам става. За се има прв пат, Ивана? Браво. Добро. Изненадувачки. Така. Таа рутина е, мислам, ништо ново. Таа рутина, не зборување од соло пејачите и тоа белкандо пеење, сите што учеле, особено соло пејачите, знаат дека
најдобар одмор на гласилките е сонот и незборувањето. Ама буквално никакво зборување. Така да ако видите соло пеач пред настап Да молчи. да е буквално нем, да знаете што значи, зашто се изолираат скроз, затоа што навистина 24 сата ако напушите ни збор, во 99% случаеви гласилките се обновуваат во целост. Значи тоа е гласилката е мускул и таа се обновува и кога не зборувате. Мене ми е чудно со тоа што замислете јас 24 часа не изборам, тоа ќе биде. Осам говорим никој да немаш околу тебе или во село некој Не, па само ќе се извори. Пак само во себе, како прие скон кога пееше, јас само во себе пеев. Нели да, добра, внимателна сум. Мацо, супер концентрација. Ајде, Маца, Да видиме колку покажи. Јуци, имаш Што знаеш и умеш? направено дуел, мислам во пеење. Дуел или дует? Дует. Дует Па имам. не дека играат па дуел. Дует имам со Наум Петрески имам дует. Сега на мојот концерт во Филхармонија ми беше гостин, го пеевме и дуетот, потроши. Имам со Зуица Лазова дует. Од македонски пеачи со Наум и со Зуица, од српски имам со Дарко Филиповиќ имаме. Значи се вика Лице у лице. Со Дарко Филиповиќ имаме дует од српските пеачи, имам дует со Александра Матрикс, кој тоа не е дует песна, тоа е еден машап кој многу добро помина. Тоа е микс на песни кој навистина зачудувачки многу добро помина низ цели овие ексију простори и беше буквално во сите земји беше на прво место на YouTube листите кога го објавивме. И навистина се зачудив, тоа е нешто што би рекол некако многу успешно и ден денес се пак бара да уште се слуша, иако е пред 5 години 6 објавено, се уште бара да снимаме таков вид на машапи, односно тоа се само рефрени од песни. Рефрен на песна, се појави за време на микс, короната, за така време, беше, да. Тоа беше сите дечи. на дополнување во исти ритам, точно, да. Во еден исти ритам и само лепише рефрени што одговараат од различни песни, например. А имаш ли некој, например, да кажеме некој пеач или пеачка наши, независно дали е поп музика или народна музика, можеби ти е некоја неостварена желба да сакаш да направиш еден дует? Дали се постари, можеби со некој од помладиве или некој од времето, кој што ете. Па неостварена. Некој ремикс, некој што ти е барем тебе умилен. Па види, од Македонија ми е, пошто, како да кажам, направив со најдобрите, така, со Наум снимавме дует, ми е, искрено би сакала и тако, да имам дует со Калиопи. Се тргнавме, слободно пити. Што е, нели, прво сме добри пријатели, второ ја респектирам многу како вокал и некако на тој начин ги доживувам тие дуети пред се. Не ги гледам туку од маркетинг дел, колку што гледам тоа да е Не зборуваме пеач. Како лична сатисфакција. Значи, не правиме муабет дека, нели, сакаме, посакувам со некого, сепак и пријателски, не со оние најблиските што ностоп се дружиш, туку сепак некој што тебе ти се слуша, сакаш да го слушаш по дома, некој од нашиве. Бајте. Па од нашиве да, Калиопи би била искрено, затоа што пак ќе кажам, не знам кој друг моментално, што ете искрено ми била желба и сакам да речеме да имам дует, не дека не сакам со било кого од колегите. Ако има добра песна, секогаш е убава таа соработка, бидејќи особено кога се и различни жанрови во прашање, е убава таа соработка зашто публиката, поголем спектар на публика, па интересно име на луѓето да видат некој спој од забавно народна музика можеби или такви моменти. Ама тоа што мене би било желба како дете, ми се остварила на некој начин, многу од тие желби ми се оствариле, зашто со Кемал Монтено кога бев гостин на неговите концерти, на повеќе негови концерти во Универзална сала, во Саем, ги има тие снимки на YouTube, кога негова беше желбата да ја препеам Ивана, кога ти каже Ивана и ете со такви личности сум бил на сцени што навистина
некако би ми било драго да е жив Оливер Драгоевич, би сакал со него да имам дует, искрено. Да се стари пејачи. Тоа се тие Например, легендарни имиња кои точно. Со Тоше, например, иако бевме на факултет заедно, например, би ми било желба да имам дует со некои такви, како да кажам, личности што некако детството ми било со нив. Браво ти. Ова е Ова дека ја спомна Јоце Ивана. Дека песната ти ја погоди за тоа. дека спомнав Ивана. Не знам дали знаете, но Јоце е наставник по музичко. И дури разбрав дека средношколките се запишувале во Јосипброс токму поради професорот по музичко. Сериозно. Не. Како се случи Јоце за да влезеш во оние професорски боти? Па како се случи? Сам ти се нели дипломиран музичар и така натаму. Опа! Ова е плюс 2. Браво Јана, добро Ова е. плюс 2 се брои. Од секогаш сум сакал, ја тој завршив теорија и педагогија на факултетот за музичка уметност како смер и од секогаш сум сакал Од преска ја бркам црвена. сакал да го споделувам тоа што сум го научил. Од секогаш сум сакал да кога некој нешто ќе му објаснам, кога ќе видам дека го сваќа тоа што сум го објаснил, ми представувало како да кажам задоволство. Но од обврските во кариерата никош не сум имал можност да се посветам на таква работа. Кога се случи короната, бидејќи сите бевме некако аут од сцена, од било што тогаш Настапи од... па да, Точно. тој вакуум период можеби па ќе кажам случајно, многу спонтано се случи тоа, не е дека јас сум одел да барам работа или сега да морам да јас знаев дека тоа не може да трае долго короната и дека ќе се врати во нормала се. Но ништо не е случајно, сплет на околности се случија се најдам во таков момент да во едно од најреномираните буквално гимназии Скопски гимназии, во точно. Скопје, Јосипброс и да бидеш професор таму навистина е задоволство, големо задоволство. На почеток ми беше навистина малку, како да кажам, Чудно. и чудно и ми беше подсесна некоја трема како јас сега ќе се снаоѓам, бидејќи имам во кариерата и обврски други, ама со таа енергија, дека би рекол, од учениците ме натера и да останеш останам таму. таму и се уште да сум таму, таа направиш што И да направиш ми ја еден дава. баланс помеѓу се апсолутно, нели, помеѓу образованието и помеѓу настапите кои што ги имаш и Да, дефинитивно, и дружењето така е. со луѓето, така што се прави навистина еден интересен и убав баланс. Убав момент е, обврска повеќе секако во денот, ама е убав момент и секојдневието некако е побогато, поголеми обврски имаш, факт е тоа, ама е побогато секојдневието и јас сум човек што Добро е, Бети, Мислам дека треба да силна почнеш да си. пееш, Мислам пошто вака дека- како што тргна, билјард ќе се игра до следниот ден. Еве Ивана, бидејќи ја пати трима, може кој да ти каже Ивана? Ајде, или Ивана, или мојата нова песна. Ајде, може твојата нова песна. Нема жена како тебе, вака да ја љубам. Се пред тебе, после тебе, помножив со нула. И по 100 пат ќе кажам, ова срце мое, 7 дена неделно е твое. На ваква женска Ова е за екипа, со ваква сите дами, женска нема енергија, жена нели? како тебе. Навистина е многу кратко, 2 месеци, 3 во етер. И сум среќен што толку добро проиде на концертот, ќе имате прилика да го гледате концертот за некои деневи на YouTube и на едно од телевизиите наши. И да уживаме, Ќе видите апсолутно. колку те стана хит за толку краток период и сум многу среќен што е така. А на следниот концерт можеш да не поканиш. Таму Биде една убава екипа. Веќе сте на следниот концерт. Ние веќе Веќе- се замисливме дека сме веќе на твојот концерт, да знаеш. Веќе сте, следниот само ќе ви кажам кога ќе биде и Марија во први ридови, кажемо. Немаше
свирка, да не сега спее. Кој да ти каже, Ивана? Ајде. Како те сакам и ти се враќам. Кој да ти каже, Ивана, каква е ова? Сега еднаш на има глас, ние не сме пејачи. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut & Cut. Биотек поликлиника, врвен медицински тим, современа диагностика, брза и професионална услуга, доверба и квалитет на едно место. Вашето здравје заслужува најдобро. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Не смеат. Ајде, Видите? Жандарска работа, тоа е тоа. Може ја седнаш? Добро, да малку. Јас тоа сакав сега да Со кој кажам. сте? Со шарен или? со полна. Полно. Ама ќе треба и од кај едната и од кај другата екипа да помогнеш на двете страни. Сега за сега како е женска? Добро. Браво. Се гледа дека на приватни забави Се од гледа. Не право со Со полната раскошни били, све тоа, јоце. Еј, браво. за нас. Не си ги нема готови. Чекај се. Гледај некој шарено јуце да Ова ако неки. влезе во средна е најтешка дефинитивно. Те гледаат гледачите на канал 5 и на диетална максимална. Не. За малку. Сега за шарени, Така, може? да, шарените. Ајде за диетално. Сега за екипата на диетално. До сега Ова си игра. ова беше за екипата на максимално, сега за екипата на диетално да видиме што ќе направиш. Опа! Бутни. Ова поради песната, така ќе сватиме дека да Може уште знаете. еднаш? Ајде, ќе ти попуштиме, ајде. Ова е ради песната кој да ти каже Ивана за тоа победи екипата на. Јас тука Дека дојде. ќе одјавам емисијата, ние ќе се продолжиме тука да се набиваме, нели? Ви благодариме што не следевте. 16:30 утре во истото време на канал 5. Довидување. Чао, чао. Чао. До кај сме? Сега. За никој. Иди. Ова треба да влезе таму по правило. Не, Ама не чекај. знам дали ќе влезе.
таму. Види. Браво. Мајстор.